Добар ви ден, почитувани гледачи. Екипата на Вкусот на традицијата заедно со комплексот Етно село Тимчевски и денеска подготвен за емисијата Вкусот на традицијата, поточно за новиот рецепт на денот. Токму овде, на нашето место, во комплексот Етно село Тимчевски, се родија многу рецепти кои што до ден денеска сите гледачи, домакини, домакинки ги применуваат во своите кујни, ги радуваат семејствата, ближните, роднините, пријателите и така натаму. Имаме денеска специјален гостин во нашата емисија. Тоа е за многумина од вас што ја следат оваа емисија, многу добро позната, затоа што многу рецепти сподели со нас и незиното учество во емисијата секогаш е драгоцено. Тоа е господјата Менче Нинич, која што ни пристигна директно од Австралија, од Сиднеј, веднаш тука во комплексот Етно село Тимчевски, но пред да дојдем овде, беше и во нашата везелка гостинка, каде што ни ги раскажа обичаите на нашите македонци во Австралија, како си го празнуваат Великден. Сега, драга наша Менче, добре ни дојде. Добре ве најдов, драго ми е повторно што се дружиме. Поздрав за сите гледачи што ја гледат емисијава. И применувајте си ги сите рецепти што ви ги давам. Сите се лесни, вкусни и брзи. Кој нема време, нека ги готви моите рецепти. Ете така. И всушност ти кога ќе дојдеш во комплексот Етно село Тимчевски, си како дома, така се чувствуваш, така? Навикната сум веќе, откако постои везилка, до пред короната бев присутна секое лето кога доаѓав, после направивме малку пауза. Еве ме сега пак кај вас, драго ми е што ќе соработуваме повторно. Ете така. Чест ми е, да. Една од тие твоите подзаборавени стари македонски традиционални специјалитети го отвори тоа тефтерчето и не си го носиш тефтерчето и пишува таму чорба со лобода, што мене ми остави силен впечаток. И реков, што беше тоа лобода сега, а ти ми рече сите повозрастните знаат многу добро. Што е лобода, ми рече ке кажам во емисија. Сега да ни кажеш. Значи чорба со лобода, кој што си ја научила од твојата мајка. Од баба ми. Од баба ти? Баба ми, па мајка ми, па јас ја правам. Значи ова не може да се прави секој пат. Сега е моментот, затоа што лободата расти во јуни до половината на ова мај-јуни, во април до половината, мај-јуни, се извинам. Така. До половината од мај до половината на јуни и после ја снемува. А можеш на пример да ја набереш, и да ја конзервираш, да ја замрзниш, така, може. Лободата е од фамилијата на спанач, штавел, киселец тие, сите. Лободата е поспецифична, значи јас оставив и неколку ливчиња, ако можете да видите. Во другите земји, во Австралија, например, постои исто, таму се сади. И ја викаат паткина нога. Пошто на патката ногата вака изгледа. Е така. Богата е со многу железо, калиум, натриум, многу витамини и минерали има. Е многу повкусна од спанаќот, а се кува на сличен начин, се секој посебно. Браво, навистина ќе не почестиш со убава рецепта. Е така, сега да пробаме и тоа. Што се е потребно да се направи чорба од лобода? Овде имам 300, точно 300 грама лобода имам. 300 грама измиена, предходно измиена, чистена и насечкана. Ти 300 грама лобода. Лобода. Имаме еден цецкан кромит, ова се прави со зелени сливи. Значи, периодот е на зелени сливи. Значи, е така. Еве ги джанките сливи, една рака джанки сливи, така. Јас ќе ставам и прас за повеќе вкус. Колку прас? Ќе ставам, па овдека има една цела лажица, предходно е малку подзапржен. Еден страк или пола страк? Па пола, еден ќе биде многу. Добро.
Палента ставам 3 до 4 лажици во оваа количина, една лажица црвен пипер, ќе ни треба и сол, значи по вкус се става. Јас ќе ставам една лажичка кафена лажичка, 5 лажици кисело млеко и едно јајце. И едно јајце и вода по потреба. И вода по потреба. Сега прво ќе ставиме да се запржат. Така. Ова има мокричко е малко. Чекај, еве ти крпа. Садот треба да биде апсолутно сув, да не прска. Точно. Така. Значи, кој си сака помрсно, ќе си стави појќе зејтин, масло. Еве ти масло, зејтин. Ја ќе ставам околу колку 3-4, мл. Ете така. Добро. Добро, толку е, нема потреба од поиша. И сега го ставаме крумичето прво. Како и обично што си правите дома. За манџа. Да. Многу е вкусно, многу е здраво. Еве го и празот. Да, празот малку да се позапражи сега. Па ќе го ставиме празот, добро шпоретот е топол. Која е улогата на сливата џанка во чорбата? Па дава киселка. Киселка вкус. Значи, ова може да се прави со комбинација на киселец. Да не изгори кромето. Добро. Значи, може доколку, тоа сакав сега да прашам. Да. Доколку нашите гледачи сакаат да ја направат оваа чорба, а немаат лобода. Значи, може замена киселец, може штаве или блитва. Може. Киселецот, значи од киселец чорба јас не правам затоа што многу кисела е. Секогаш киселецот го ставам во комбинација со спанаќ, блитва. Да. Така, добро. Што има нешто зелено, а со лободата и соди многу добро. Добро. Ние немаме киселец, затоа имаме сливи. Баба ми го правеше со сливи. И на крајот стававме кисело млеко изматено со јајце, пред да се така. Откако ќе се може и да биде извари и се. постна чорбата. Може, ако е да. постна, сега го додавате празот. Да, ако е постна чорбата, Така. само сливи оди, сега го додадавме празот, малку ќе го Да има подобар вкус. подзапражиме, Така. да го ослободи ова вкусот. Значи вака би изгледало. Така. Сега ставаме Еве ти лажичка, повели. Помалечка, така, Така. добро. Значи, ова би била колку е едно, две. 3 супени лажици, но не е многу полни, така? Да, не многу полни, да не биде густо. Може Ова е некој всушност поише. улогата и на брашното за пршката, Да. но за да биде чорбата здрава, менче наместо брашно става палента, пченкарно брашно. Може лажичката, да. Да, повели. Палентата е здрава и поукувана е, значи Така. инстант е. Малку црвен пипер. Тоа црвениот пипер, Да. значи. А дали можеме да ставиме и лук во чорбата? Може, по желба се може. Така? Да. Одека јас ја правам сега како на мој начин како Така што ја како од правам. твојата баба што Да. си ја научила. Да, така го правам. Иначе може да се прави исто како спанаќот, само на спанаќот не ставаме суви сливи. Добро. Ова зелени за кисело, така. али зато ставаме киселец или кисело Добро. млеко. Сега и ова ќе го пропржиме малку да се омекне. И ова ќе го доставиме? Да, ќе го доставиме само за да добијам така место за мешање во рече. Ова е штета да не се употреби. Лободата е многу специфична. Донесена е во 17-тиот век од Америка, италијаните ја донеле. Може да се сади, може и сама да изникнува и Само па секогаш, да, секогаш секоја година коренчињата остануваат и се повторува. Има неколку врсти на лобода, има црвена лобода, има многу поситна од оваа. Крупната е подобра затоа што полесно е за изработување. Браво, менче, колку ни израдува со оваа рецепта. И сега ни го збогати фондот на нашите секојдневни јадења. Секако, да.
Оваа лобода, овој тип на лобода има големи листови, па да ви кажам негдека и да дури поголеми од листовите на лоза. Може и да се витка сарма. Јас пред неколку дена, завиткав сарма, направив пост на сармата, може вода? Да, вода, повели. Ја направив пост на сармата со прас и ставив толчени ореви. Прас, орев и ориз. И ориз, да. Да, супер. Многу дојде, се обарува ливчињата, нели? И ако имаме прилика во нека наредна емисија, можеме да направиме, али здраве Боже, сега мислам дека ако се може да се најде. Кога се ставаат сливите? Сливите, кој ќе почне да ври, ја би ставила уште малку водичка. Водичка, добро. Значи, густината си ја добивате према колку вода ставате. Така. Значи, ова треба да биде густина како на една убава полна чорба. Така, јас обожавам, например, чорбата да ми биде густа од зазаватите, не од брашно. Така. Сите бегаме од белото брашно. Понекогаш само кога ќе ги направиш најубавите пити, затоа што ти на вистина ги правиш најубавите пити. Дури моите деца едва и чекаат да дојдеш од Австралија и викаат тетка Менче кога ќе ни направи пита и кифли. Да, сега ги ставивме и сливите и се тоа ќе си крчка, тие ќе си ослободат киселината што е во нив и чорбата станува многу вкусна. Сливата му дава специфичен вкус. Така? Може јас да помогнам да го изматам јајцето со киселото млеко да се подготвени. Треба прво да зоври, ова не треба многу да се вари. Колку повеќе се вари, се оштетува, нели, може и салата да се јави, подобро би било. Сега да провере малку, да се ослободат сливите, вкусот да го ослободат и после... Малку сол ќе додадам во јајцето. Кога се исклучи, пошто сол не ставивме, Еве, повели, стави сол, еве ти лажичка или со добре, вака, со прстов. Абе, како што ќе фатиш мерка за раката? Па јас толку многу готвам, значи за сите, мене веќе не ми идат бројките колку грама, нема грамови, тоа сето си е во паметот и само на осет. Јас и кога правам тесто дома, ја не мерам ништо, пошто имам осет, ама ова само специјално за гледачите кога треба да кажам, тогаш кажувам колку на колку, за да им биде полесно. Така. Сега ќе проври ова едно 10 минути. И после ќе ставиме на крајот, уствари, како ќе го исклучиме, за да не ни се завари јајцето. Ќе ставиме од топлата чорба, малку тука. Имаме лажица кутлача. Можеме и со таа. Малку ќе го подзамешувате, затоа што некогаш знае палентата да се залепи малку. Не е препорачливо многу да ја пржите, одма потемнува, затоа се остава така помалку пржена, да кажем, затоа се става на крај палентата. И црвениот пипер. Како убаво мириса. Почна да мириса сега, се ослободуваат вкусовите. Значи, доволно е 15 минути да се вари. Нема потреба. Значи, повели. Секој зеленчук треба колку помалку да се вари, зависи од зеленчукот, за да си ги задржи витамините, својствата што ги има. Ќе оставиме уште малку да докрчка на исклучен оган. Да. Добро. Како мириса. Да, многу вкусно. Многу убаво. Еве, повели кутлача. Да. Повели. Јас ќе го трнам сега, мислам дека е доволно. Тука. На даската да го ставиме, не е порно? Ако. Може и така и така. Ќе побели. Добро. Еве ти. Така, сега, вака да ставиме малку. Треба да мешаш малку сол, за да не се завари. Добро.
чаша. Добро. Ето така. Одлично. Може сега да го Може сега враќам да назад? се стави, полека Ајде. ќе го ставаш. Добро. Така. Со постојано мешање. Така, за да не се развари, Така. завари. Оф, како во мириса. Прекрасно нешто. И колку е здраво, полно со железо, Да. секакви витамини, минерали. И не кошта ништо. Така е. Многу ефтин менче. Јас те ги сакам рецептите, дека се многу ефтини. Приступешни се за Ефтини сите, и да. брзи. Така. Ете, така. Значи, нашата чорба Е готова. од лобода е готова. Останете со нас, сега се префрлуваме на трпезата, каде што ќе ја послужиме со останатите нешта што следуваат со неа. Значи, ова менче, ова чорба, како најубавата светска крем супа. И кога ги објави фотографиите на социјалните мрежи уште додека снимавме, сите беа воодушевени, пишуваат: леле, од кога, повели земи го ова за тебе, од кога не сме слушнале или пак направиле нешто од лобода. Еве ти не подсети на лобода. Можете со лепче да си каснете, со пиперче, со кисело млекце, со салатка. Повели менче, Со све ќе си го овие. делиме и лепчето. Така да го видиме овој, да го почувствуваме овој редок вкус. Многу вкусно. Леле, многу вкусно. Едно тенџере да изедеш и 1 грам да не стееш. Преубаво. Колку интересен вкус има лободата. Да. Што Посебна. викаш, цело тенџере да изедеш, не грам не се поправи. Па нема, да. Јалнаш да не си? Али зато не сум. Али зато ќе ти се поправи Да. крвта, ќе ти се поправи, Браво, железо ќе браво. добиеш. Леле, колку е вкусно. Направете оваа чорбичка, ако најдете лобода. Да, ако сега е не, време. спањак во комбинација со киселец, може блитва и така натаму. Прекрасно нешто. Има лобода до половината на На. јуни. Ајде ние да си наздравиме Ајде, за да сме нашето живи и друштво, здрави. за уште многу успешни емисии. И како велат, кога некој ќе го изгуби поверението, довербата, тогаш зборот извини ништо не значи. Затоа внимавајте пред тоа. На здравје! На здравје.